ми доаѓаше после 3-4 сати на книга да седење, учење, подвлекување, раскажување на тие 4 зида во кои што бев затворена, додам негде и да се издувам. Мојот издувен вентил беше танцот. Многу колеги одеа трчаа, возеа велосипед. Јас тоа го наоѓав преку игра. Се одмарав, ја вадев нервозата, ја вадев љутината преку музика, преку танц. Јована, како си? Здраво, Ѓорѓе. Искрено добра сум. Скоро се вратив од одмор, наполнив батерии. Можам да кажам дека на вистина сум добра после долго време и во вистински период ми го поставуваш ова прашање. Ти како си? Ја добро сум, малце изморен, пошто не снимаме после работно време, ама добра е, вчера роден ден ми беше, така што јас се надевам дека ги наполнив малце батериите што и од, нели, лето, еве, и претходни неколку недели, не ми е, не знам, лето секојаш ми мене работно, ама ова ми доја добро, така што сега за сега јас сум добро, ќе видиме после разговорот како ќе видам. Мај да почнеме како и со сите. Што за тебе представува ментално здравје? За мене ментално здравје е некоја си благосостојба која што ја чувствуваме. Пред се дали како можеме ние да продолжиме понатака, дали сме спремни, некоја психолошка состојба. Менталното здравје воедно, според мене, таа здрава состојба ни помага да се насочиме кон работите кои што стварно ги сакаме и кои што сакаме да ги правиме, како например исполнување на нашите хобија, учење на нешто ново, посветување на нашето внимание кон работите кои што веќе ги правиме и слично. Да, на иста возраст сме, тука некаде, млади сме. Као дојде така да размислиш? Која беше, например, тој момент кога свати дека, окей, јас треба малце повеќе да размислам за ова и да сватам, окей, што за мене представува и благосостојба и како да дојам до тоа и ментално здравје, се тоа. Верувам дека низ целото детство, низ целиот живот до сега постоеле некои мали моменти, но како да ти кажам, предпоставувам дека одлуката падна кога се запишував на факултет. Затоа што тоа беше голема одлука која што требаше да ја донесам на своји 18 години, тоест неполни 18. И некако мислам дека тука во тој момент каде што треба да одлучам на што ќе се посветам понатака во животот, сватив што значи таа благосостојба, тој мир да го почувствуваш и да ги одбереш одлуките за кои што нема да се каеш понатака во животот. Се одлучи економски. Зошто економски? Се одлучив економски. Тоа е вечното прашање зошто економски. Јас сум дете пораснато дома со новинар и со економист. Некако предпоставувам дека предодредено или така од мала сум била обкружена со економијата и едноставно натака ме повлече жичката да студирам економија. Нема да лажам, имаше моменти кога сакав да се откажам, имаше моменти кога сакав да се префрлам на друг факултет, ама дојде до тој момент кај што полека, смирено, ова е нешто што те влече. И така го завршив, така се запишав и така го завршив економскиот. Нели, економија, како би објаснила што е економијата и зошто сега, да, те влече уште од мала си обкружена, ама која е таа некоја работа која што баш економијата тебе ти представува да ја сакаш и да сакаш да ја направиш да биде дел од твојот живот? Ова е доста тешко прашање, затоа што нема еден одговор. Да. Стварно вака ме фати неспремна. Економијата ја имаме сегде меѓу нас. Целиот свет е
поврзан некако, дали преку добивки загуби, дали преку профит во младоста, младите сега уствари ги движи тоа профит, ги движи тоа да заработиме нешто. Економијата се ризици, основни фактори кои што те тераат да размислиш што понатака и како можеме ние да продолжиме. Така што предпоставувам дека некаков склоп на се тоа ме има мене повлечено во тие води. Да, јас се сеќавам пошто не економија, ама дел од сум на политички науки и политиката и економијата се тесно поврзани, поготово кога стана збор за одредени работи. Еве, секоја година мислам дека имав барем еден предмет поврзан со економијата, бидејќи пак политика економија, и секогаш е интересно да се направи, еве, од политички аспект кога збориме, донесување на некој нов закон или на некоја нова policy, не ми текна се на македонски, ама некоја нова одлука, како тоа влијае економски, како би тоа влијало, дали вреди нешто да се направи, не вреди, и секогаш би било тоа интересно. Никогаш не би било преинтересно за да бидам окей. Ја сакам малце повеќе за економијата да знам, ама не, економијата е широк поим. Економијата се макро и микроекономски елементи, економијата се финансиските пазари, економија се банки, пензиски фондови, осигурителни друштва, економијата воедно и берзата, економијата се и моментално криптовалутите и целиот тој свет, што за мене, мислам за сите нас е нов и е неистражен и допрва се истражува и развива, така што зависи што те влече и што те повлекува. Да. И тоа е интересно дека имаш многу опции, многу можности од тој некој почеток економија да се одлучи за следното нешто. Сега би се навратил баш на тоа, тие почетоци и студирање. Ја пораснав, имам таа среќа да сум visual learner и кога и у школа не читав многу дома. Едно што не може да се фокусирам ова, друго што не ми се читаше и сакав некои други работи да правам, ама пазев на часови, учев најчесто од самите предавања и така поминав средно, и кога доаѓаш на факултет ти викаат сега тек ќе видиш колку е тешко. Како успеа да, например, да ги избалансираш тие некои работи, поготово кога станува збор и кога збориме за ментално здравје, и спомна дека токму тогаш се некои почетоци за тебе да почнеш да размислуваш надвор од оно нешто, окей, ќе учиш сега, ќе се утепаш од учење што се вика за да можеш да положиш, а после тоа, не знам, кога ќе се вработиш, ќе внимаваш на себе. Да, вака да се разбереме, не сум студент кој заврши со 10.0 просек. Не ми се сите 10 во индекс. Не знам, јас во средно учев со раскажување, дали писмено, сама си ги прераскажував лекциите во тетрадка или раскажував на глас. Тоа го практикував и на факултет. Исто како тебе, визуелно учам. Обожавам све да ми е во најразлични бои, затоа што одредени бои ми означуваат одредени нешта и многу ми е полесно така да се сетам на работите. Сега од друга страна, на факултет па најдов на други пречки да речеме, тоа е дека не секој професор бара ти на него да му раскажеш дефиницијата. Дел од професорите бараат концизно, конкретно, дел бараат да биде тоа општо напишано, ако треба да кажеш една реченица ти да што е можно повеќе да одолговлечеш за да видат колку уствари ги знаеш и ги владееш економските термини. Има професори кои што полагавме усно за време на короната, што мене искрено многу ми се свиѓаше. И имаше професори кои што мораше да се одговори како што е во книга. Така што имаше пречки, не викам дека не, но постепено учиш. Ќе паднеш на прв колоквиум, ќе одиш на испит, ќе знаеш што да очекуваш. Од друга страна, имаше барем во мојата генерација, многу голема комуникација со студентите што се постари од нас и постојано прашувавме што бара, на што да се посветиш. Имаше дел од колегите што бараат дај ми прашања,
кажи ми што се паднало лани, кажи ми што се паднало на претходната сесија за да учам. Ама никогаш не се рециклира прашањата и секогаш се бараше кажи ми за да знам на што да се посветам, да знам на каде алудира, на што алудира професорот, за да можам јас натака да почнам, тоест на тој начин да ги учам лекциите, да ги запамнам работите, за да можам да поминам како што треба. И како тоа успеа да избалансираш со се останато во твојот живот? Дали тоа е некој хоби или социјален живот? Дали тоа некојаш ти представуваше пречка да се посветуваш? Колку и да не е 10:00, пак треба да се посветиш, поготово кога станува збор за наука како што е економијата. Види, хобито јас од основно почнав да се занимавам со латино танци. Средното си ги повлече работите да не може тоа да биде толку интензивно. Кога се запишав на факултет, се појави едно друштво кое да што танцувавме рекреативно и искрено таму ја вадев таа нервоза, затоа што многу добро ми доаѓаше после 3-4 сати на книга да седење, учење, подвлекување, раскажување на тие 4 зида во кои што бев затворена, додам негде и да се издувам. Мојот издувен вентил беше танцот. Многу колеги одеа трчаа, возеа велосипед. Јас тоа го наоѓав преку игра. Се одмарав, ја вадев нервозата, ја вадев љутината преку музика, преку танц. Да. Имам нешто многу добро кога станува збор баш за тоа некоја физичка активност, без разлика кој што кажа ти дали е трчање, дали е наточак, дали е планинарење, па и танц. Многу помага, поготово кога не знам, си затворен или учиш или било што, нервоза после испит, пред испит, од сабајле, највеќе тоа помага. Навистина најмногу помага и мислам дека тоа ме одржа во таа некоја си добра и мирна состојба, но короната си го направи своето, морам да признам, тука без разлика мислам дека на кој факултет и да си, короната си го направи своето. Во еден момент јас дома, затоа што бев затворена во 4 зида, јас во една соба учев, постојано. Јас излегов од соба еден ден и им реков на моите, ние мора викендов да реновираме собата, мора викендов да закачиме слики, мора викендов да ставиме шарен тепих, мора викендов да имаме шарени перничиња во соба, затоа што јас искрено се осеќав дека не сум таа која што сум, дека не ми е добро, затоа што гледав цело време во монитор, предавањата беа напорни, доста напорни и не можев да бидам обкружена само со бели ѕидови. Така што короната мене на тој начин ме повлече, ја дома да декорирам собата во најшарените бои што можеше да биде, ама ми помогна. Нема, има и нели, поготово сега да работа од дома, бидејќи е многу почесто од порано дали сме знаеле дека можеме да работиме од дома, ама јас знам за мене дека не функционира баш поради тоа некое нешто кај што ја ќе станам и ќе работам од дома, ама не во едно место сум, а така кога ќе излезам и ќе одам во канцеларија, без разлика или не знам во некој кафе да работам, промена на атмосфера, промена на environment, буквално на она што не обкружува, многу помага за да се чувствуваш дека окей, јас сум продуктивен. Ја може истата работа ќе ја завршам и од дома, ти може истото ќе научиш кога зидот е бел или розев, ама ти се чувствуваш поубаво и ти окей, од сабајле нема у кревет да ја завршиш работа, ќе станам, се спремам, ќе излезам надвор, едно, нели, физичко ќе пешачам, пошто ја не возам и пешки идам најчесто секаде, а други ќе сретнеш некој, ќе направиш муабет, ќе доеш, не знам, многу поек ти помага, ти истата работа ќе завршиш, некојаш можеби помалку ќе завршиш, ама се чувствуваш многу подобро. Точно, и сега за работата не знам баш, јас на пример обожавам да одам во канцеларија, но понекогаш може да се согласувам дека си доста попродуктивен на друго место. На пример,
моментално сум на магистарски студии и се почувствував дека дома не можам додека ги спремав испитите, се почувствував дека дома не можам да го дадам тоа се од мене да научам ако сум дома затворена. Многу често учев по кафулиња. Чудно е, моите дома ми се чудеа како можам јас испити да спремам по кафулиња и како можам семинарски да пишувам по кафулиња, но мене тоа ми помагаше затоа што самата промена на средината ти дава некаков елан за работа. Ти дава некаква мотивација да се посветиш и поинаку да ги гледаш работите. Често ми се случуваше дур седам во кафуле и спремам испит, да ми текне како може да решам нешто што некаков проблем, некоја задача на работа што се случила. Така што доста таа промена на средината влијае. Да, имаш некои моменти кај што не знам, ќе видиш некој ќе забележиш нешто, па ќе дојдеш тоа аха момент, да, ми текна сега. Тотално не е поврзано, ама тебе тоа ти требало за да ти дојде тоа у глава, окей, сега вака ќе направам или решавам или ова ќе напишам. Да, понекогаш е најдобро да се тргнеш понастрана од целиот проблем, чекај да видам големата слика или чекај да одморам малку и решението ќе си дојде само од себе. Да, и тоа е една работа од тоа корона време, кој што колку тешко, толку и има доста лекции од кои што барем јас знам сам за себе научив. Океј, да, ми треба малце одмор од тоа што работам, ама ми треба да излезам надвор и да бидам поактивен. Не можеш да си тоа толку активен, ама сваќаш, јас за себе сметам дека сум интровертен и знам дека сум интровертен и знам колку сакам да бидам сам на моменти. Ама има разлика и тоа го сватив колку сакам да бидам сам надвор, у природа, отколку да бидеш дома затворен и не можеш, ќе полудиш. Не можеш, се гушиш. Да. Така тоа ми се случи мене. Во короната ние одевме во викендица, затоа што дворот и природата си го прави своето и 100 пати подобро се чувствуваш и 100 пати си повеќе свој на своето, неголи дома затворен во соба. Да. Ајде се зборевме нели пред снимање и ја ти реков кај на секој кој што најчесто снимам со него ќе видиме, ќе збориме за што и да е, кај ќе не однесе разговорот, ама нели економски сакам малце да поразговараме и како економијата влија врз менталното здравје. Нема сега да навлегувам у дефиниции истражување се тоа, туку кој е твое некое размислување или тоа што имаш видено за самата себе. Колку некои тие економски фактори со кои што секојдневно се околу нас влија за тоа како ти се чувствуваш, а и што имаш видено околу тебе? Тешко прашање, знам. Тешко прашање и индивидуално, Да. затоа што секој човек има различно гледиште. Како да ти кажам, најобичен конфликт воен, кој од последниве два да го земеме, влијае на економијата. Самите увидовме дека порасна цените, самите увидовме што ни се случува, порасна нафтата, порасна храната, се тоа може нас да не истошти. Ние не сме истите што бевме од пред 2 години. Не зборам дека сме созреани, не зборам дека тогаш бевме деца, него општо поинаку го гледаме светот. Времето си го прави своето точно, но живееме во време кај што има доста конфликти кои што придонесуваат да има промени во економијата. Не зборам само за храна, не зборам само за бензин, од друга страна стамбените прашања. Градежната индустрија е во огромен подем, има премногу станови, а има премалку луѓе за да живеат во тие станови. Становите се прескапи, луѓето немаат пари. Така што ова е што можам така генерално да ти го одговорам, а инаку индивидуално влијае многу, јас барем по мене осеќам, но се надеваш, единствено што можам да кажам е дека ќе се решат ситуациите, дека ќе се стабилизира, дека ќе се врати се во нормала, затоа што доживеавме период кај што имавме голема стапка на инфлација, зборувам како држава. Сега постепено се намалува стапката
но се уште се чувствува. Преска се смеам, пошто како го зборам ова, така ми текна, прочитав нешто денес на интернет. Не се сеќавам кој го имаше напишано, демек поздрав генерацијо 98-2007-2008, нешто така беше. Дали се сеќавате дека геврекот чинеше 10 денари, кога одевме на училиште кифла со сирење и јогурт чинеше 30 денари, така што денес тие цени ги нема и за нас, јас се сеќавам, јас кога бев основно училиште, геврекот чинеше 10 денари, геврек и јогурт чинеше 25 денари или 20 денари, зависи кај го купуваш и каков јогурт купуваш, пошто нели по фенси јогуртите беа 5 денари поскапи, ама денес не можеш да купиш геврек јогурт за 25 денари. Не, мене се одма ми текна, ја прва година на факултет овде, у Кузман бев у студентскиот, мислам, кога сакаш, идеш на полнок поготово, на рекордна пица. 2 парчиња 70 денари. Сега немаш едно парче 27 денари ги ти да, а тоа е истото живееме и мене колку тоаш ми било полесно. Океј. А ќе си кажеш сега работиш и имаш пари кои што можеш да си приуштиш работи за кои што тогаш си сонувал, еве да речем, ама не, поскап е животот, драстично стана поскап, наеднаш стана поскап и тоа го осеќаат сите, и млади и стари, без разлика на возраста, без разлика на знаењето и познавањето на термините политика, економија, конфликти, инфлација и слично се чувствува. Тоа секој човек го чувствува. Не, и точно тоа, кај што тоа си мислел само да се вработиш и све супер, кога ти ќе завршиш факултет, ама џабе, боле да се вратиш 4-5 години наназад за да биеш таму. Мене ми се интересно истото, баш кога збориме за ова и тие некои прашања кои што, еве, барем наша возраст, кој, не знам, еве, роден ден славам, и што е поразлично? Или кога ќе напуниш 18-19, дали се чувствуваш као возрасен? Ја за прв пат се почувствував као возрасен и дека стареам, кога семав да платам кирија од стан или сметки да платам и после гледаш како, окей, ти стигнува плата или, не знам, тоаш и стипендија некоја, окей, треба да овие пари да уште од старт ги зимам и идат за кирија, идат за сметки, идат за ова. И многу поразиш. Почнеш да штедиш и да гледаш на светот уствари како функционира и дека ти требаат пари за да ги подмириш долговите кои што ги имаш. Да, некако тоа е чудно, инаку како рече, која е разликата помеѓу 18-19 години, се насмеав кога го спомна тоа, како се чувствуваш поразлично сега отколку тогаш. Искрено мислев дека животот почнува после 18-тата година, затоа што нели си полнолетен, можеш да ги правиш сите работи кои што претходно ти биле забранети. И мислев дека кога ќе наполнам 18 години, јас ќе имам лична карта и дека мене више никој нема да ме праша колку години имам, затоа што мене на лик ќе ми се познава дека имам повеќе или 18 или повеќе години, дека ќе бидам полнолетна. Не, мене до ден денес ме бараат лична карта. Ја до ден денес се шегувам со келнери, со шанкери по кафулиња, по барови. Сериозно ли не личам дека сум полнолетна. Така што за мене во тој аспект ништо не е сменато. Дали имам 24 или 18, мене се уште ми бараат лична карта. Добро, не го има секој тоа, не има секој таа привилегија за тоа. Ама интересно е да колку само работите, колку се менуваат, толку и не се менуваат. И баш кога станува збор за тие некои работи кои да си мислиш дека кога ќе доеш на таа возраст или кога ќе успееш у нешто, дали тоа било ќе завршиш факултет, ќе се работиш или ќе доеш на мастер, супер ќе биде. Ова и ова ќе се случи, ама на крај ти доаѓа војна у Украина, Израел, Палестина, корона и цел свет и избори во Америка, кои што неминовно влијаат на се и се што во светот и у Македонија, и си као чекај, уствари ништо не е тоа кој што требаше да биде. Точно. И ти влијае мене, една од причините зашто и не продолжив на мастер на политички, например, или не, воопшто не се занимавам со политика во моментов, а
сакав цел живот, кога бев 4 години, сакав да бидам председател на Македонија, кога тоа ми е цел живот, тоа го ги гледам вести уште кога сум мал, секоја вечер да видиш што се случува, ми влијае многу негативно на тоа како се чувствувам. Не сакам да знам што се случува во Палестина и Израел. Да, дали тоа звучи лошо? Да, ама ја не можам да бидам функционален ако ги знам сите работи кои што се случуваат. Ако ме прашаш, ќе ти кажам што размислувам за тоа, бидејќи за се имам мислење и највеќе се обидувам да биде тоа подкрепено на аргументи. Немам проблем со тоа, ама не можам повеќе да знам што се случува и како. Поголема грижа сега ми е дали, не знам, прво дали ќе можам месец за месец да живеам кој што треба и дали Партизан ќе победи или изгуби утакмица. И тоа ми е супер. Се надевам дека ќе дойде време кај што окей, се чувствувам и јас самиот дека имам дефанзивни механизми кои што ќе ми помогнат да не се губам целиот кога ќе дали ќе дойде тоа, дали ќе биде ради некоја политичка ситуација или општо, па да можам пак да се посветам на тие работи за кои што и сум студирал и сакам да се занимавам, а во моментот си кажам не, се откажувам, се повлечувам, уживам у тоа што работам, па здравие Боже, може ќе се врати пак некој ден. Види, тоа е онакон в кое што сите стремиме да имаме пред се добар живот за себе, да можеме сами да си ги дозволиме работите кои што ги сакаме. Како зборуваше, така ми текна дека сами додека бевме мали си го поставувавме прашањето што сакам да бидам кога ќе пораснам. Искрено не ми се свиѓа што пораснав. Како мала сакав да бидам принцеза, сакав да бидам пејачка, сакав да бидам не знам професор. И како растав, така се менуваше мојата професија, ама сега не сакам што сум порасната, затоа што додека си мал не ги гледаш грижите што ги имаат возрастните, а сега како станавме возрастни, реално сме возрастни без разлика што имаме по 24 години, 25. Така го гледаш светот со други очила, веќе не е ништо розово, ги гледаш сериозните случувања, гледаш што навистина се случува и како тоа навистина влијае врз сите. Да, ја секогаш сум сакал исто да бидам возрастен, пошто не ми е интересно како мало и се баш сваќаш дека добро, ја не знам дали сега би се вратил одма назад, ама знам дека би било многу поинтересно и поубаво од денешна перспектива, така, бидејќи да сум со овој памет кога сум бил 5 години, 10 години, така, ама пак убаво е, мислам дека и баш сакам најголем дел од подкастов да викам гости кај што ќе можеме вака да разговараме и дали не слуша некој, дали не слуша некој, без разлика на тоа, колку убаво да разменуваме мислење баш за тие некои работи кои што да, тешко е, ама не е невозможно. Точно. Бидејќи ја и ти и работиме, и функционираме и се уште сме у Македонија. И не е крај на светот. Тоа се не сакам да бидам премногу позитивен за се, ама така е, кај што окей, да, може некој месец ќе биде потешко и може нема да си дозволиш некои работи, ама на крај на ден тука си, здрав си, жив си, окей, идеме дале. Види, како го рече тоа, тука сме ние двајца во Македонија, така ми текна. Јас во целото тоа ментално здравје што го зборуваме, со што почнавме и налетавме навака, спомнав дека менталното здравје, таа благосостојба ти помага и да учиш нешто ново, да познаваш и некои нови работи. Јас така живеам цел живот, уствари сум обкружена со учење на нови јазици и дур бев во средно, почнав да учам словенечки, затоа што јас мислев дека ќе се запишам на факултет во Словенија, мислев дека ќе студирам во Љубљана и тоа беше некаква замисла што ја имав, се дур не отидов таму. Отидов случајно на викенд продолжен со моите и јас се разочарав. Се разочарав од градот, луѓе не запознав нешто премногу, пошто реално бев со моите, но мене таа околина, тој нивен начин на функционирање, мене тоа не ми одговараше и до ден денес не ми одговара, затоа што јас сум
како што ти рече, ти си интровертен, јас сум многу екстровертен лик. Јас сакам да сум надвор, јас сакам да сум обкружена со луѓе. Јас сакам да можам да излезам во 10 саат навечер и да отидам да се напијам, дали кафе, дали сок, дали некое пиво негде, сакам да можам да излезам. За жал, јас тоа таму не го видов и во тој момент крахирав, затоа што замислата што ја имав дека ќе студирам јас надвор и ми се сруши. Во тоа време и денес гледам многу одат да студираат надвор. Одат да студираат надвор зошто? Тоа е прашањето кое што треба да им го поставиме на децата, затоа што другарите одат, ќе одам и јас. Ама зашто одиш? Јас се запишав тука на факултет и можам да кажам дека сум задоволна што завршив тука факултет, тука си го продолжив и магистерските студии ги продолжив тука. Точно има луѓе кои што успеале надвор, имам другари кои што имаат отидено надвор, го немаат завршено факултетот надвор, се вратија овдека и се запишаа на нешто сосема трето и поразлично тоа што го студираа надвор. Имам другари кои што отидоа и не се вратија и се знае. Тука е прашањето зошто да си одиме. Не, ја за тоа баш имам многу разговарано, бидејќи баш токму мината година го размислав тоа за самиот себе. Океј, да. Секогаш сум сакал да бидам. И ја имам поминато една година во Америка, втора година средно, размена на студент и ја едва чекав да се вратам назад, не дека ми беше лошо, напротив ми беше супер. Ама бев окей, запознав многу луѓе, научив многу работи и се враќам со таа некоја идеја дека ќе го сменам светот. Дека ќе сменам државата. Буквално. Ја ќе менував светот преку бейсболот. Например, пошто сакав, окей, нема бейсбол во Македонија, ќе почнам бейсбол во Македонија. Неверојатно тоа зошто доаѓа од тоа како се растен, како некојаш и не бираш како твојот мозок размислува. Точно. И тоа, ама мислам дека кај нас е уште поголем проблем што ние сме растени со тоа, ако не си идеш од државата, не си успел. Тоа сакав тука и да се надоврзам. Ти си еден кој што така размислува, ќе одам, ќе видам нешто ново, ќе се вратам тука и ќе го сменам. Голем дел од младите сега, наша генерација и помали, особено помалите, они размислуваат јас ќе си одам. На прашањето зошто, не знаат да ти дадат одговор, затоа што сите си одат. Тоа не е одговор кој што треба да го слушнеш од млада индивидуа. Не, затоа што И мислам дека се гледат на надвор, као окей, да кажеме дека у Македонија не е совршено. Корупција има многу за никаде, едва работа се наоѓа, и ако сите викат не можеш работа да најдеш, се наоѓа. Треба да сакаш да најдеш. Извини што те прекинувам, ќе се вратиме. Многу ќе зборам за нашата генерација. Од моје искуство има многу луѓе кои што живеат по барам работа, ама подобро да не ја најдам. Зборат на сите дека бараат работа, зборат на сите дека сакаат да работат, дека имаат желба, ама нив никој не ги вработува, ама од друга страна не аплицирале на ниеден оглас, не пуштеле никаде CV, не оделе на настани каде што може да се запознаат со луѓе кои што може да им пружат работно место и некако не поттикнуваат и не покренуваат, не го даваат тој првичен импулс за да започнат негде со работа. А ги има и оние другите, кои што ја завршив факултет, јас сум сега дипломиран, јас сум академски граѓанин на Македонија и јас треба да бидам директор. Не можеш да излезеш од амфитеатар. До завчера си полагал испити рачно, на листи пенкало, и ти да бидеш директор и да водиш фирма. Немаш искуство. Да. Или јас сега ќе почнам бизнес. И да, можеш и можеш да успееш, ама кој е бизнисот? Тоа. И плюс ја мислам дека една работа што мене баш ми помогна за време на факултет и тоа што го препорачувам на сите, поготоа ако се у средна школа размислувате, не се фокусира само на едно нешто. Као да, студирањето е приоритет и треба да биде како тако, бидејќи има причина зашто си запишал право, економија, што и да, медицина.
фокусирај се на тоа, ама не дозволувај само тоа да ти биде единствена Точно. работа што ќе ја правиш. Ја во исто време и ја кога доаѓав у Скопје, имав 3 цели: да волонтирам со организација за која што и сега работам, за Young Life, да станам волонтер како кошаркарски тренер и, нели, приоритет секогаш ми беше, окей, студирам политички науки. И од тие 3 работи, ја доскоро, дур не откажав политички науки, ги работев сите 3 и ми дадоа можност да ја кога дое тоа, кога го зборав за да се чувствуваш стварно за никаде ментално, поради тоа што гледам што се случува со политика во светов, ја имам 2 опции. Или на едното или на другото ќе се посветам сега. Ја не сум затворен сега, не знам што да правам. А и плюс, ја факултетот го гледав место кај што ние ќе се надоградиме, ќе добиеме едукација, ќе научиме повеќе, се тоа. Многу луѓе го гледаат само како тоа. Треба да се гледа како место кај што ти можеш буквално нетворкинг да правиш. Дали ќе биеш вклучен во студентски организации, дали ќе биеш во невладини организации, во исто, има некакви Erasmus проекти. Тоа, дали ќе биеш волонтер таму или ако тоа ти не го направиш, Точно. И само се посветиш на едно и студираш онако удзит со глава, ти после тоа имаш многу помала шанса да добиеш одма работа, например. Да, ти можеш да имаш просек 10.00, ама ако не си проактивен за тие некои работи, многу е потешко, бидејќи никој не те знае. Да, ама види, можеш и да се вработиш и просек 10.00 и кога ќе те прашаат кој е твоето хоби, што правиш ти во слободно време, и тука читам. Што читаш? Спремам испити. Така што се согласувам дека треба да имаме нешто на страна, без разлика дали тоа ќе бидат вака како тебе работи на кои што ќе си фокусиран и на кои што ќе вложиш и ќе работиш и ќе се надоградуваш и ќе запознаваш луѓе, или ќе биде нешто општо како хоби на кое што си посветен. Танцување, возење велосипед. Ти треба нешто. И точно, да, треба да се членува во невладени организации, треба да се членува во студентски тела, дали студентски собранија, студентски пленум, не знам сега кој е како. Уште е вајде собрание, последно. Уште се по собранија. Затоа што запознаваш луѓе и запознаваш нови гледишта. Комуницираш со луѓе и гледаш како они го гледаат светот и добиваш ти некоја нова информација, некое ново поле за истражување, зошто таа личност размислува и гледа така на овие работи, дали тоа е добро или лошо, и можеш сам да расудуваш. Ако си фокусиран само право и не ја гледаш поголемата слика, тешко можеш да донесеш одлуки понатака во животот. Да, и тогаш се околу тебе не чини. И мислам дека поготово барам ние на Балканот, не би рекол само Македонија, тоа го приметувам дека го имаме тоа оној комплекс на жртва, да секојаш некој ни е крив, а уствари не гледаме у наше мало што се случува. Точно. И како да подобриме местото кај што живееме. И тоа ми е баш мило што се повеќе и повеќе барам во Скопје има. И сега проблемот е што другите градови нема млади луѓе повеќе таму и се помалку и повеќе. Ама пак имаме можност да видиме, убаво е да се патува, убаво е и кој што каже ти, ако си го немало тоа искуство ти да патуваш во Словенија, да видиш како е, ти можеби ќе се заврши во Словенија и не знам, у првите месец дена ќе крахираш и ќе можеш да се враќаш назад. Никогаш не знаеш што би можело, може ќе крахирав, може ќе се вратев, може ќе останев таму, може ќе завршев и ќе продолжев негде понатака, може ќе завршев и ќе се вратев овде. Ама не знам, мене тоа, иако излезе лошо, на некој начин, во тој момент беше лошо, затоа што јас знаев дека ќе студирам надвор. Добро, окей, супер. Отидов, не ми се свијаше, во тој момент стварно бев скршена, бев разочарана, затоа што
вложив труд и напор за да учам нов јазик, без разлика што словенечкиот е доста сличен со српско-хрватскиот. Треба напор за да го зборуваш и да го научиш јазикот. Ама тоа лошо искуство, еве да кажеме, мене ми ги отвори очите, ми ги отвори вратите кон нешто поинаку. Се запишав тука на економски, имаше и тука предизвици, нема да кажам не, нормално, нови луѓе, нови професори, нов начин на учење. Јас тоа не го крием, јас сакав да се откажам после првиот семестар на економски во јануари. А после 4 месеци јас дојдов дома цела расплакана и ми реков ја ништо нема да положам. И ја ќе го баталам факултетот, мене ова не ми оди, ја не сум за овде и мајка ми рече, добро, на што сакаш? Не е проблем, као, окей, еден семестар, ќе можеш да се запишеш сега за зимскиот распуст како беше, можеш да се запишеш на друг факултет, да си тераш втор семестар па да ги полагаш испитите од прв. Не знам што сакам. Тоа беше одговорот. Соломонското решение беше окей, ај заврши ја прва година, види, може ќе те заинтригира нешто. Ако не, ништо страшно, една година секако некои луѓе земаат gap year за да се спознаат себе си, за да дознаат што сакаат, така што една година дури да пропуштиш, ми рекоа мојта, не е ништо страшно, ама барем ќе знаеш што сакаш. Тоа беше најдобрата одлука и најдобрата реченица што ми ја кажаа дома. Јас да запишам втор семестар на економски. Затоа што се сменија професорите, нормално други предмети слушаш, ама запознав професори, после тоа запознав професори кои што ти даваат мотивација за понатака. Имав, не знам, преку 20 на професори. Дали 5 ми имаат онака кажано, тоест и дали јас за 5 така толку се, можам да кажам јас овие луѓе ќе влезам во оган. Тие професори ни го доближија на нас светот. Општо ни ги отворија гледиштата и искрено тоа се луѓе кои што постојат во Македонија, постојат на науки. Јас зборам на за економски затоа што таму имам завршено, ама знам од пријатели, знам брат ми е направен исто на правни науки. Он таму сега е втора година, он таму има професори веќе запознаено за кои што може да каже за овие луѓе ќе влезам во оган, ова се најдобрите професори. Така што имаме кадар, не треба да се оди надвор, да се бега, затоа што и тука може да се добие соодветното знаење. И плюс сите, верувам дека сите факултети го нудат оној еден семестар размена негде надвор, за да видиш што се случува по другите факултети и универзитети во светот. Да, јас се сеќавам прво предавање, нема да кажам професори, ама буквално најотворено со нас беа, вика 80% од времето ќе биде супер. И предавањата ќе бидат супер, и професори ќе ви се интересни, и тоа што ќе читате ќе ви биде интересно. Но 20%, 25% нема да ви биде и ќе биде многу досадно. Не сите професори се добри. Ама верувајте ми дека вреди. И точно така испадна. Ама и за секој човек различен професор е добар или лош. Јас и ти, еве, дури да сме завршале на ист факултет, за тебе едниот професор може да е топ, супер, мене да не ми се свиѓа, така што се е тоа индивидуално, се е тоа како ти размислуваш, ама е... Мислам дека поентата е баш убаво, фала ти што кажа, тешкото, тоа е да истраеш. Да. На крајот на денот. Да не се откажеш. Да не се откажеш. Се да, можеби некојаш ќе се случи да мораш да се откажеш, бидејќи не можеш. Тоа е, нема друга опција. Ама тогаш знаеш дека си пробал се и дека се дал се од баш тоа. На крај на денот тоа е. Имаш цел, окей, ја ќе се запишам на ова, ќе почнам работа овде. Дај шанса. Не бива, пробај, си пробал, окей, ајде. Ајде, ма не се откажувај на првата препрека. Затоа што и на работа ново ќе ти е, тоа е точно, ама првите 6 месеци
ти реално не можеш ништо да продонесеш во фирмата, без разлика во која фирма и да си, затоа што тебе тоа свет ти е ново, без разлика дали си го учел или не. Тогаш учиш што се случува, работиш махинално, појма немаш зашто ги правиш работите така, зашто работите се така, но после 6 месеци веќе почнуваш да согледуваш, аха, ова и ова е заради ова. Ова се случува ако се случи ова. И мораш да си дадеш време и мораш да се потрудиш, да истраеш, затоа што не може се да биде супер од прва. Не, и ја најчесто имам тоа правило да си дам сам на себе 2 години, било што и да почнам. Сега, некојаш ќе мора да правиш некои промени, како тие 2 години ќе ти поминам, сам себе сакам да си дам тие 2 години, кај што, окей, ќе почнам ова, после 2 години ќе видам дали сакам поеќе. Или како сакам поеќе, може ќе намалам, може ќе зголемам. Ама мислам дека барем за мене сум го нашол на sweet spot, кај што 2 години ми се доволно за да сватам дали ова го сакам, бидејќи на крај на денот тоа што каже ти, прашањето од твоите, како што сакаш, како тоа е. Не знаеш што сакаш, кога си на 18-19 години не знаеш што сакаш, мислиш дека знаеш, ама после тоа ќе дојдеш на 24-25 ќе бидеш као не сум имал појма што сакам кога сум запишал факултет. Ама дај си го тоа време. Истрај, и мислам дека тоа ми е со брат ми пред неколку години исто тој сега почна 3-та година. Тој муавет сме го имале. Што сакаш? Запиши тоа што сакаш, ама не си дозволувај само тоа да ти биде тоа. Сакам да го сменам светот, ама дај уште нешто. Тоа и сега не може да биде тоа. За мене беа 3 различни работи кои што се никако поврзани. За некои може да бидат поврзани, ама се окей, ако и студираш еве за мене политички науки, убаво е да пробаш да одиш на пракса или по настани кај што или во невладина организација која што се занимава баш со тоа што студираш. И тоа помага, тоа многу помага, напротив кога ќе завршиш, те знаат веќе, не си никој ништо. Професориве, голем дел од професорите се активни чинители и учесници од тие некои процеси, дали ќе биде некој ресерч, дали едно, друго, трето. Ако знаат дека си квалитетен од тие 3 години, 4 години што си ги поминал со нив на факултет, секако, ама ако те гледаат само на предавање и ако уопште не си активен, ама постои оној момент ако не се појавиш на предавање. Тоа. Кај нас имаше такви во генерација, имаше такви студенти кои што не знаеа како изгледа професорот, дур не дојдат на испит, а понекогаш ако професорот не се појавеше на испит, затоа што готови му се тестовите, повелете асистентите, демонстраторите, поделете ги, не знаеа како изгледа професорот за да отиде да им напише оцена во индекс. Ама да, се согласувам, треба да си активен и на предавања, не треба само да стоиш, треба да одиш на предавања, треба да си активен, прашувај, не постои глупаво прашање, така зборат професорите на економски, верувам и на сите факултети. Глупаво прашање, оно прашање кое што не е поставено. Од друга страна, за праксата што ја спомна, не знам како е направен. На економски знам кога се запишав беше задолжително, па после ја укина. Јас се согласувам со тоа да има пракса. Јас одев на пракса и искрено многу ми помогна таа пракса да се пронајдам себе си. Ова ми се свиѓа, ова можам да го работам, ова не ме влече толку многу, интересно е, ама не се гледам себе си понатака како го работам. Така што сметам дека праксата треба да биде задолжителна за да можеш ти понатака, окей, еве јас студирам на економски, студирам економија, ама што понатака, дали сакам да работам во банки, дали сакам да работам како професор, затоа што тоа се две неповрзани работи. Јас можеби ќе сакам да се посветам на академијата и да пишувам цел живот трудови, да бидам професор, да истражувам, ама за да знам, за да го правам тоа, јас треба да одам да спознавам, да запознавам нови работи, каде што би се открила себе си, би открила кои работи ме влечат и ме интересираат. Да, и тоа, ако не пробаш, не би ни знал како дали имаш воопшто капацитет тоа да направиш. Не секој е за се. Сите имаме различни таленти, сите имаме различни
Па и некои наши навики се, јас една година, цела година поминав како кошакарски тренер, кај шо од сабајле до вечер си у сала. Ама ја исто време сакав да истрчам маратон. Не можам. Дали се можат, сигурно има тренери кои што тоа го прават, у Македонија не знам, ама тешко јас сваќам дека начин на кој што живеам и начин на кој што јас се треба да се посветам максимално на оваа работа на која што само што сум, нели, уште гледам како се совладува, ја не можам и тоа да направам. Бидејќи ја го немам тој капацитет. Ја го немам тоа време, не сум доволно зрел можеби за некои тие, знаеш, како која диетата ти е кола секој ден по литро 2, која хамбургер и пица и грецки успат. Па и благо. И благо, да. Не можеш ти после да сакаш да трчаш маратон. И после тоа правиш приоритет, јас дали сакам да истрчам маратон, што за мене не беше тоа на достигнување, туку беше сакам здрав начин на живот да имам. Или јас сакам да имам најдобар тренер во Македонија. На крај одлучив дека маратонот ми е побитен од тоа и сваќаш дека некој друг би го направил тој избор различно. Тоа за мене така влијаеш. И ја многу поубаво се чувствувам сам со себе, кога знам дека сум пробал, видов како е, секојаш сум сакал да бидам тренер. И уште сум, ама многу помала мера. И тоа ми е доволно. И се задоволуваш со толку. За некој никогаш не му е доволно и сака да биде тренер на Лейкерс и у НБА. И би сакал да успеат у тоа. Ама јас сум окей. Секој со своите приоритети и секој со својата трка. Ти ја трчаш трката со своје темпо. Да. Јас, например, колку и да сакам ако ти кажам некогаш дека сакам да трчам маратон во животот, знај дека те лажам. Не сум спремна да трчам маратон, од друга страна имам физички повреди што баш и не ми дозволуваат, ама не се ни обидувам. Така што секој да баш тебе тоа целта ти била да можеш да истрчаш маратон и тоа е убава цел да се има и се дури имаш цел, тоа е одлично за тебе. Сега зборим за трки и тука сакам да превршувам уште малце, ама не можам да не те прашам. Прашање следува. Формула 1. Знам дека гледаш страсно со пасија. Мислам, Ферари ти е тимот. Да. Како гледањето трки на Ферари ти влијае врз менталното здравје? Добро, мислев дека тоа на Ферари ќе го тргнеш. Гледањето формула започна од кога бев мала и искрено тоа како мала било единственото нешто што ме смирувало дома. Прерасна во пасија, прерасна во нешто кое што кога има трка викендот не ме барајте. Ако трката е во 6 саат са бајле во недела, например во Австралија, на тоа ми се случи, јас во саботата бев излезена, бев на журка и не си легнав, туку си седнав пред телевизор да гледам трката. After party. Нормално, за кого како. Ферари некако и не влијае баш најдобро, ама ако ги тргнеме на страна, мислам, тој е тим за кој што навивам од мала. Немам омилен возач. Моментално, мислам, нормално Шумахер си е Шумахер. Шумахер за мене е врвот и легендата на тој спорт. Ама не можам да кажам јас сум за Леклер или јас сум за Сајнц, пошто моментално возат тие во Ферари. Јас сум за Ферари, без разлика што 16 години се мачиме да освоиме титула. Добро се држам. Да. Ако имаат успешна трка, сум пресреќна. Знам да го пуштам телевизорот најгласно, да ја слушам италијанската химна најгласно и да танцувам дома. Моите се смеат, брат ми особено. Ама ако имаат лоша трка, тогаш не ме прашувај како сум. Мислам, знаеш самиот. Ти враќам, не постојам. Те молам, остајме да тажам на рад и слично. Не, ама тоа мислам дека е врвот на... Тоа сум го зборил со многу. За мене, да, Формула 1 уште, као мал гледав многу повеќе, сега исто гледам, ама не, сега да кажеш сум преврзан за еден тим. Мене поинтересно ми е
еве со тебе да те нервирам некојаш кога Ферари ќе направи некој голем кекс или некои други луѓе кои што исто ги знам дека со Формула 1 се зафркавам со нив, така и ми е сега фудбал веќе. Челси ако се супер ќе зборам, ако не ќе се зафркавам со брат ми дека Барселона изгубила. Ама за мене тоа е Партизан и баш го зборав тоа со со луѓе пред некој ден. Замисли, мене најголема грижа, и тоа го спомнав и преска, да ми е дали Партизан ќе победи или изгуби. И тоа знаеш дека, барем јас за мене, мислам дека сум успел, како се, не сум успел во животот, туку сум успел да менаџирам и да балансирам работи, кај шо, окей, да, тоа ми е најголема грижа во моментов. Реално сега, ние не може да влијаме и дали Ферари или Партизан. Ние сме утре само се будиме фанови од пред телевизор или на трибина. Се надевам еден ден и јас покрај стаза. Ама тоа е и знаеш дека едно не можеш да влијаш, а друго е окей, да, не е крај на светот што и да се случи, ама она the highest of high, као врвот е многу голем и која, не знам, која Желко Обрадовиќ се врати у Партизан, ја цела недела се смеев и ми беше убаво. Кога изгубивме од Реал Мадрид у пета утакмица, ја морав да трчам у 11,5 кругови околу зграда, пошто ја немаше таа негативна енергија каков да извадам на друг начин. Ама после тоа следен ден, да, тешко ти е, гледаш, пробуваш да не идеш на социјални медиуми, пошто само тоа ти излегува. Не збори со луѓе барем неколку сати и после тоа си окей. Да, ама и како што кажеме, да ги поврзаме и Партизан и Ферари, без разлика дали и играчите на Партизан и возачите на Ферари, кога ќе имаат одлична игра, одлична трка, одлична утакмица, они се пресреќни, ама не дозволуваат тој пораз да им влијае постојано на нив. Така што можда треба да имаме такви идоли на кои што ние ќе гледаме и ќе гледаме како и негативните работи што им се случуваат, поразите, не ги рушат нив. Да, тоа е. Пред некој ден пак ја спомнам Желко Обрадовиќ, баш слушав негово интервју кај што ти вели научуваш како да се справиш со тие работи, ама и да, убаво е кога ќе изгубиш, ја не можам никогаш да не ми е и кога сум тренер и кога сум навивач, и кога сум играл како помал, кога ќе изгубиш, тешко ти е, кога се нервираш, плачеш некојаш, ама после следниот ден кога ќе влезеш у сала, мора да бидеш од нула. Тоа си заборал тоа што се случува. Дали си победил или изгубил, забораш и ја најчесто знам кога разговарам со луѓе да внесам такви некои компарации кои што ги правам со спортот, бидејќи ја секогаш тоа го знам, тоа го зборам. У подкастов мислам дека нема епизода кај што не сум вметнал барем мал се спорт. Веќе тоа е, научуваш дека окей, си изгубил денеска, не е крај на светот, као не е толку жив си уште. Ако си професионалец уште играш, ако не си рекреативец, можеш пак да излезеш со другарите на баскет, идеш следно, исто така, си имал лош ден, врнала надвор, не си можел да истрчаш или да завршиш работа што си сакал да ја завршиш, па и утре има ден, ќе се разбудиш и одлучуваш се дали ја ќе гледам позитивно на тоа што сум се разбудил или негативно на тоа што не сум успел да завршам вчера. Ама ако не бил спортот, може ќе ми требало малце поеќе да сватам тоа. Добро, сите си наоѓаме своји метафори кои што ќе наводат низ животот. Скоро па сат време снимаме, ќе превршиме тука во оваа нова сезона, една од првите епизоди, ќе завршиме со мала игра на асоциации. Ќе ти кажем еден збор и ти треба да ми кажеш што прво ти паѓа на памет. Добро, ајде. И тие овие збори може да бидат било што. Ајде. Тага. Ферари. Не, добро. Ферари, окей. Да си извадам за претходното. Али шала на страна, за нив зборевме, затоа први падна. Дожд. Убаво време. Радост. Плажа. Не знам зашто, али окей. Лето. Коктейли на плажа. Зима.
Снешко, Ментално здравје. како си подкаст? Океј, за крај, последно е на тебе ќе ти дадам. Кој е твоето прашање за оние кои што не слушаат? Моето прашање за оние кои што не слушаат, па нека се запрашаат самите како се. Искрено, вака најдобронамерно запрашајте се како сте и ако не сте добро, што е тоа што треба да го подобрите, а ако сте добро, што е тоа што ве тера да продолжувате понатака за да бидете добри.